денеска подпишавме меморандум за соработка со една од врвните советодавни институции во областа на економијата, Фискалниот совет, кој што е основан од собранието и кој што се грижи за надзор на фискалните политики во државата. Сметам дека за нас ова представува една нова вредност и благодарам и на иницијативата и на отвореноста за соработка, бидејќи врвни стручњаци од Фискалниот совет заедно со нашите колеги ќе овозможат подобрување на наставата, вклучување на експертите од Фискалниот совет во обуки, предавања, реализација на заеднички проекти, анализи и слично. Едноставно, заеднички активности кои ќе бидат од големо значење за нашите студенти и професори од универзитетот, верувам и за Фискалниот совет како институција која што би ги користела тие анализи во иднина. Ова е еден начин да направиме уште поголемо доближување на практичните, реалните проблеми кон нашите студенти, тие да бидат изложени на ново ниво на знаење и сигурен сум дека со ваквите чекори отвараме многу поголема перспектива за нашите колеги, и за студентите и за професорите. Конкретно за економскиот факултет и студентите кои што студираат на нашите насоки е огромна прилика да може да ги воочат независните политики на Централната банка од една страна и Фискалниот совет од друга страна, кој што надгледува нивната работа. Како што спомена и председателот, во суштина станува збор за соработка која што ќе се одвива и во домен на истражувачки капацитети, размени на информација, искуства и така натаму. Голема благодарност до институцијата и ректорот за можноста, за инклузивноста да подпишеме ова спогодба за соработка со Фискалниот совет на Република Северна Македонија, тело на собрание, основано пред 2 години, со основни функции, како што беше и кажано тука, за оценување на макроекономските политики, за оценување на фискалните ризици и надгледување на фискалните правила. Овие се трите основни, би рекол, функции на Фискалниот совет, круцијални, кои што се во согласност со независните фискални институции на Европа и со програма на Европска Унија и поддршка нивна било и создадено Фискалниот совет во таа улога. Се разбира голема благодарност до ректорот, до проректорот, професорот Дарко, кој што сега е веќе и трет член на Фискален совет, комплетиран. И во таа смисла благодариме и за можноста да вклучуваме академски кадар од економскиот факултет и не само, од Универзитетот Гоце Делчев Штип. Поздравувам тука и деканката која што не придружува денеска со нас, со која ќе биде директна таа соработка во смисла на вклучување прво на академскиот кадар, на научниците од економска област, за подготовка на разни истражувања, анализи, а се разбира и во делот на магистерските тези и докторските тези кои што може да ни услужат во однос на тоа да создаваме по-широка поддршка на науката за независно и точно утврдување на состојбите. Инаку Фискалниот совет како тело и нема свој голем капацитет, доколку ги нема овие соработки со, да речам, високо образовните институции, пред се научните институции. Инаку ова е четврта поред институција од областа на високо образование и наука што попишуваме. Прво направивме тоа со Македонската академија на науки и уметности, потоа со факултетот, економски факултет при Универзитетот УКИМ, економскиот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа, од кај ја доаѓам, и денеска е редот на Универзитетот Гоце Делчев, економски факултет во Штип.